Добро утро. Околу 5:30 са бајле. Станав пред саат време, си стуширав, испив кафе и сега лека по лека се спремам. Предпоставам дека според насловот на оваа видео и според тамнейлот, контате за каков влог станува збор. Јас се уште не знам што ќе се случува, но знам што би требало да биде суштината на влогот. За околу 30 минути тргнувам за Белград на вториот менторски час, но овој пат и со Јелена Карлеуша. Јас снимам на 9 јануари и тоа би требало да е првата емисија од вториот круг. Во првиот круг пеев прв, овој пат пеам во првата емисија. Секој зошто се надевам дека има своје затоа. Првата почнува од 12, така што се надевам дека ќе стигнеме до 12 живи и здрави и дека ќе завршиме на време и нема да заглавиме ко прошлиот пат. Пред да започне официјално влогот, ставете лайк, претплатете се на мојот YouTube канал, заследете ги моите социјални мрежи, а ние се слушаме за брзо. И другари, добро утро уште еднаш од мене. Стигнав на Мак Петрол на кај 7:30 са бајле. Првичната идеја беше да тргнеме во 5, како и минатиот пат. Минатиот пат тргнавме на место во 5 во 6 и кусур. Овој пат ги рушиме рекордите, на место во 5 тргнуваме скоро 8. Ја тргнав овој флуоресцентно зелен дук со оваа бомбашка јакна. Наносам торба за која ќе стигнам у Белград да се пресоблечам. Оти не знам дали овие проби се снимаат, така што носам бела ролка и капут, че у случај да се снимаат да личам на човек. И ве земав кафенце да пијам, додека ги чекам овие да стигнат од оваму некаде, не знам. Тадам! Стигна. Сад ајду дека ти ја направена косам. Пошто како сме тргнале, до Белград ќе ја испере уште 2 пати. Еве го и Дејан зима кафе, за све е крифон. За све е крифон. Тргнавме на граница сме. Моментално е Скопје или Белград. 8 и 34. Белким ќе стигнеме. Дайте пашошите. Пашошите, еве ги пашошите. Ти пак си со скршена лична карта? Дали ќе на вратата родители? Поминавме граница, застанавме овде на Поздрав за сите мои фанови. будала. Тешка будала. Застанавме овде на после граница да сменат пари. И јас сменив вчера, така што немам што да менувам. И така, драги гледачи, ќе ви се јавам успат ако се дешава нешто интересно, ако не, тек кога ќе стигнеме на лице место. Отпусти ме на минути два. У соби где комала. Не се може без интернет денес. Да, бевме да си купиме интернет, Гуарана да не одржи у живот, така ли е? Така е, Дејане. Да се запознаете со предавникот. Сви хейт. Другари, само да ви јавам дека стигнавме, само што се паркиравме, касниме едно саат време, да се пресоблечам и кидеме натаму. Само да ви се прејавам, стигнавме овде у град продукција. Влеговме, горе се стигнати само црногорциве. Се пресоблеков и еве се чекаме да дојдеме на ред. Тарададам! Моментално е 2:30, завршија само 20 кандидати, третиот е внатре, што значи дека во просек еден човек саат време, така што до накај 7 ќе заглавиме сигурно. Ги менуваат песните, не се пеат стари песни, што ги договоривме прошлиот пат со Мира. Теја шуфта, видите теја шуфта. Koja je presrećna izašla iz... Razvila se. 3 puta на дан. Nat. Имаме позади Елка, од која ги исклучив сијаличкиве за да упалам телефон да ми се пуни. И така. Ja ti dižem prosek, bebo. Daram ko MMA. Ајде пушимо. Ова ќе да ставиме влог. Ова, ќе Бога ми знаеш како. Како си прошла од Звезда Гранде први круг? Kako sam prošla? Prošla sam. Како, гласова, како си? Imala sam 2 glasa. Од кога? Jelena Karleuša i Đorđe David. Ko ti je bio gost mentor? Gocela Zaravićina je tada mi da, ali pošto kao dvomila se, nisam kao kandidat za nju, pa onda kao Одустала, добро. Босном Бехар пробехарao. Njegov nastup imate na YouTube, tako da ćemo ovo baciti. I njegov Instagram probel. Kako si ti prošla? Pa tebe smo gledali u stvari. Fantastic sam prošla, s obzirom da sam imala isepan rajfešlos. Tako ga mi zovemo. Iscepala mi se patent. Iscepaje mi se patent. Tebe još nije bilo na TV-u. Da.
Ali bit će i to će da grmi, jel? Ovo će ići sutra, valjda, ili preko sutra maksimalno. Za 2 nedelje, To će da a grmi. ne znam koji sam po redu, trebalo bi da budem 16. Ljudi u najavi ludila. A ko ti je bio gost mentor? Goca Lazarević. Ko imaš za snimanje ovde? Niko. Jel ću biti zvezda ili neću biti? Ja sam Dijana Čobić. Drugari, samo sakam da vi se javam i da vi kažem deka oficijalno završив so ova je već generalna proba pred snimanjето на вториот круг. Во студиото се Мира, Јелена и еден продуцент. Не успеав да ви снимам ништо знатре, ниту да се сликам со Јелена. Суштински беше исклучително фина со мене, се задржав околу саат време внатре. Навистина ми се посвети, не ми ги промени песните, така што тоа е супер. Снимам на 9 јануари, тоа веќе ви е јасно. Ме пофали, ми каже дека сум многу убав, дека личам на некаков руско-шведски модел, ме сослуша, мојата идеја како сакам да се представам, ми даде некои нови идеи, супер кул. Нормално ме праша што сум во хороскоп и се допадна мојот хороскопски знак, така што генерално се е окей. Останувам да ги почекам Дејан, Сања и Кристијан да завршат и да тргнеме за Македонија онака лека по лека. 5:30 попладне, повторно ќе заглавиме тоа на кај 7-8 сигурно. Седнав да јадам, недов една пекара у близина овде на студио. Макдоналдс имам буквално на 200 метри долу, али и Сања изрази желба да идем у Макдоналдс, така што ќе почекам сите да завршат, па ќе тркнеме да каснеме нешто асфално. Земав само нешто рол виршта и нека пица, не знам како се вика. И ладен чај, малце се вратам у живот, немам уште доручкувано. Там, само да видиме што да јадеме. Овде трипл чизбургер, дабл чизбургер, ќе јадеме дабл чизбургер. Добро, помфрит, кока-кола, дупле чизбургер, оброк. Хвала лепо, да. Кристијан јаде сендвич некаков, ше поголем од дабл чизбургер. А што јадеш ти? Исто као мене, така? Сања е хит. Да, исто јад. Сања е оф. Да, сите сме оф, ама тоа е. Ајде на здравје, нека не ја само да ви јавам дека јадеме. Еве сум пред Макдоналдс, се најадов ко свиња. Излегов надвор да испушам цигара, кај да ќе се тргаме, треба да видиме Дејан до кај, он остана у студиото, треба да заврши. Се сјева компјутерот на крај и мораше нешто да подсредат. Како да ќе ви се јавам кога ќе тргнеме и кога ќе стигнам дома. До тогаш не верувам дека нешто интересно ќе се случи за да ви снимам. Ако евентуално се случи ќе ја снимам, па се слушаме после. Другари, застанавме на бензинска овде нешто пред Ниш, 100 километри така некако. Так, само да ви се пријавам. Може ми се спием за плач. Колку сакам кога вака навечер имам добро светло за снимање. Само што да имам што да ви кажам. Сам се себе зборам, сам се себе се смејам. Чистење на сетишта. Чистење ова не ќе се чисти. Бе си изчистиш оти. Вреден Дејан, еј. Домаќинки, ако ви треба, вреден маж. Тука сум. Еве го Дејан, сега ќе ви ставам како да го контактирате на Инстаграм. Другари, на граница сме, има некоја гужва. Од дома ќе го одјавам влогот секако, затоа што имам многу што да ви кажам. Рент на сите овие луѓе со мене, сви хейт. Кристијан ми е хит, он е у делириум, он спиеше и се стана и не знае кај. И јас сум укрив во животот. Дили пак легна спие, чека на граница да те видат, човече, дали си ти, не ли си ти. Стоп фалш цечи. Забавен сум на работа, by the way, моментално е 2 и колку? 2:40. 2:30 се обесам, но тоа што е. Ајде, чао. Добро утро, другари. На работа сум моментално, тргнав да земам доручак. Искористам прилика само да го одјавам овој влог и накусо да ви раскажам што точно вчера се случи. Се прибравме бајаги касно, ме фати 3:30-4. Имам спиено буквално 2,5 сати. Станав и додав на работа. Не знам како ќе издржам, али окей сум. Ви кажав уствари дека на пробата беше еден продуцент, Јелена и Мира. Работевме баш онака долго, може би повеќе од саат време. Презадоволен сум. Конечно, ето, успеав и да се запознам со Јелена. Сите кои долго ме следите знаете дека она е може би единствената јавна личност од Балканот на која јас и се восхитувам. Не ми беше сеедно кога влегов во студиото и кога седнав до неја. Навистина ми беше невообичаено, замајќи го предвид фактот дека следам нејзината кариера онака со години наназад. Сега седам во исто студио
со неја, онака 2 на 2. Мислам дека ви кажав, не ми ги смени песните, им се посвети буквално на сите, толку колку што имаше потреба. И во суштина тоа е тоа, ќе си земам уште некој ден, два да се опоравам, затоа што уште сум настинат и потоа морам некако посериозно да и пристапам на оваа работа доколку сакам да поминам во втор круг, односно да се пласирам во трет круг. Во најскоро време ќе ангажирам некој професор по пеење, вокал коуч, како сакате. Ќе правам и некои вежби за интонација, одржување на тон, дишење и така натаму, се што ми е потребно за овие две песни кои ги одбравме. Се уште нема да ви кажам за кои песни станува збор, оти не смеам, да ги интерпретирам најдобро што можам. Искрено се надевам дека ви се допадна овој влог. Доколку е така, не заборавајте да оставите лайк, да се претплатите на мојот YouTube канал, а ние се гледаме веќе утре во исто ова време на исто ова место. Ćao!